أي قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند الشروق أي حزن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد. Благодарност само припажа на возвишениот Аллах Азза ва Джал и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до судниот ден. Во претходните ајети на суратул Бекара или од првите ајети до 39-тиот ајет, возвишениот Аллах Азза ва Джале ни ја опиша величината на неговата книга, величината на Куранот, истакнувајќи дека во неа нема никаков сомнеш и дека Куранот е упатство за богобојазливите. Потоа возвишениот Аллах Азза ва Джале ни прикажа различни групи на луѓе во однос на ова упатство. Па од нив ги спомна искрените верници, потоа тврдокорните неверници, а потоа ја спомна третата и најопасната група, а тоа се лицемерите, чие лицемерие возвишениот Аллах Азза ва Джале го представи со силни примери. Потоа, по јасното разјаснување на вистината, возвишениот Аллах Азза ва Джале ги повика сите луѓе општо да му робуваат само него, да му чинат ибадет само на возвишениот Аллах Азза ва Джале, спомнувајќи им докази за неговиот таухид и за неговото единство и еднобожство, а тоа е создавањето на небото, на земјата, на човекот и на животот и на смртта. Ова беше како вовед во ове суре, кој не подготвува да разбереме најголемата цел на Куранот и најголемата цел општо на објавите на возвишениот Аллах Азза ва Джале, а тоа е токму упатување на човештвото. Значи, најголема цел на Куранот е луѓето да ги извади од темнина на светлина и да ги извади од заблуда во упатство. Потоа, после овој општ повик кон сите луѓе, возвишениот Аллах Азза ва Джале во 40-тиот ајет од ова возвишено сура почнува да се обраќа на посебна група на луѓе, да се обраќа на конкретна заедница, на првата група што требало да биде најблиско до вистината, а тоа се Бену Исраил, синовите или потомците Исраилови. Бену Исраил бил народ кој имал зноење, бил народ кој имат пратеничко наследство, пратеничка историја и кој имат бројни благодети, кои благодети ги знојат само возвишениот Аллах Азза ва Джале. И тие се она група која најмногу е спомната во Куранот од другиве народи. Најмногу се зборви за Бену Исраил. Па возвишениот Аллах Азза ва Джале вели во 40-тиот ајет: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. О синови Исраилови, сетете се на благодатите мои кои ви ги подарив и исполнете го заветот што ми го дадовте, па и јас ке го исполнам заветот што ви го дадов и плашете се само од мене. Возвишениот Аллах Азза ва Джале во овој ајет ги подсетува на синовите Исраилови на неговите благодети кои им ги дарувал на нивните претходници. А додека благодетта што му била дадено на претходниците е и благодет за нивните потомства. Спомнахме претходно благодетите кои Аллах Джелешано му и даде на кого? На Адем алейхиселам. Па тие благодети се исто благодети за неговото потомство, за човештвото.
Исто така Аллах џеле шануху на Бену Исраил му даде големи благодети. Па тие воено благодети се и на нивните потомци. Ове подсетување не е обично подсетување, туку подсетување на Бену Исраил или на луѓето кои имаат поколение од Бену Исраил, а теа се евреите во времето на Мухаммед салаллаху алейхи васелем. Значи, Аллах џелешану му се обратви ними, за да се сетат новија благодати претходно на нивните предци. Зошто која е целта? Целта е за да му робуваат на возвишениот Аллах азза ва џел и да му бидат послушни на Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи васелем. Поради што тие се народ на пратеничка историја, најмногу пратеници имат Бену Исраил. Дури се спомени дека свекој еден пратеник кога ќе умрел, наеднаш идел други пратеник. Бројот му го знае само Аллах азза ва џел. Па затоа се очекви Бену Исраил или потомците, а тие се евреите, во времето на Мухаммед алейхи салам, се очекви први да примаат ислам и да го следат на Мухаммед салаллаху алейхи васелем. Ја бени Исраил, о синови Исраилови. Овде велит о синови на Исраил. Кој е Исраил? Кој е Исраил? Јаъкуб алейхи салам. Исраил се односи на пратеникот Јаъкуб алейхи салам. Кога ќе видите Бену Исраил во Кур'ан, да знаете дека се односи на Исраил. Исраил е Јаъкуб алейхи салату вассалам. Кој е син на кого? Син на Исхак. А Исхак син на кого? На Ибрахим алейхиму салату вассалам. Гледат ке Ибрахим, све идет поколение што? Све пратеници. А додека Јаъкуб е татко на кого? На Јусуф алейхи салату вассалам. Фамилија комплет со пратеници. Ибрахим алейхи салату вассалам добил два сина пратеници. Првиот е Исмаил. Првиот е Исмаил алейхи салату вассалам, кој го добил од Хаџар, која му била подарена од кралот на Египет, која била негова слугинка, и од неа се родил Исмаил, кој го викаат Ебул Араб. На Исмаил го викаат Ебул Араб, таткото на арапите. Од негово потомство и кој? И Мухаммед салаллаху алейхи васелем. А додека по околу 12 години после Исмаил алейхи салату вассалам и од неговата сопругата на Ибрахим, Сара, која до тогаш не раđала, Аллах азза ва џелле му подари син. Кој е вториот? Исхак алейхи салам. Свите пратеници на Бену Исраил се од ова лоза од Исхак алейхи салату вассалам. А додека Мухаммед алейхи салам е едини од лозата на Исмаил. И ова е најголемата причина зошто евреите му завидиле на Мухаммед салаллаху алейхи васелем и го мразат неговиот умет до ден денеска и ќе го мразат до судниот ден. Зошто? Зошто веле свите пратеници порано бе од нас, од нивно потомство, а сега излезе Мухаммед алейхи салам од потомството на други. А тие очеквале да бидат од нивното потомство. И ова е една од причините зошто евреиве премногу го морзат на Мухаммед алейхи салам и ги морзат на неговите следбеници. Абдулла ибн Аббас радијаллаху анхума велит, присуствував кога една група евреи дојдоа кај пратеникот саллаллаху алейхи васелем. Па тој ги праша, дали знаете дека Исраил е Јаъкуб алейхи салам? А тие му рекле да. Секако, знаеле, пошто биле читан народ. И знаеле дека Исраил е Јаъкуб алейхи салам. Па пратеникот алейхи салам рекол, о Аллаху, биди сведок. Исто така велите Ибн Аббас радијаллаху анхума дека зборот Исраил значи исто што зборот Абдулла. Што значи Абдулла? Аллахов роб. Исто Исраил значи Аллахов роб. Значи Исраил Јаъкуб алейхи салам. Јаъкуб Аллахов роб. Возвишениот Аллах азза ва џел ги повикува на евреите со Бену Исраил
Спомнахме дека суратул Бекара е мединско сура. А во Медина колку племени имаше еврејски? 3. Бену Кајнука, Бену Надар и Бену Курейза. Овие 3 племиња или 3 племиња на евреи се населиле во Медина. Зошто? Очекувајќи го доаѓањето на последниот пратеник. И тие знаеле врз основа на нивните книги дека неговата хиџра ќе биде коде? Во Медина. Па замислите се настаниле во Медина, во пустина, пошто знаеле дека таму ќе направи хиџра пратеникот, кој тие го имаат како радосна вест во нивните книги. Значи дошле со намера за да поверуват во него. Но кога им дојде вистината, она која тие познавае по опис, излезе оне нивно охолост, нивни хасед, завист, па го одбие на Мухаммед саллаллаху алейхи ва селлем и не верве во него. Велит Аллах азза ва джелле: "Ја бени Исраил, зкуру ни'мати аллати ан'амту алейкум", о синови Израилови, сетете се на благодатите мои кои ви ги подари. Муџахид рахимахуллах велит: благодатите со кои Аллах азза ва джел ги дарувал на Бену Исраил, како што се спомнати во книгата, се многу благодати. Он нив што им извлече вода од каменот, што им спушти мана и подполошки ове се вид на храна, и што ги спаси од робството и теранијата на фараоновото семејство, па ги премина преку морото, а го потопи на фараонот и неговата војска. Ови се едни од благодетите кои Аллах азза ва джелле им ги дарувал на Бену Исраил. И сви во овие ќе дојдат посебно во посебни ајати. Велите Бул Алија, Аллаховата благодат кон нив, ове втор вид на благодат, е тоа што од нив направи веровесници и пратеници. И тоа што нив им објави книги. Ове е најголемиот благодат. Што Аллах азза ва джелле даде онними да имат веровесници и пратеници. Потоа вели Аллах азза ва джел: "Ва ауфу би ахди уфи би ахдикум", и исполнете го заветот што ми го дадовте, па и јас ќе го исполнам заветот што ви го дадов. Односно, исполнете го мојот завет кој ви го ставив како обврска, а тоа е ветување дека ќе поверувате во пратеникот саллаллаху алейхи ва селлем кога ќе ви дојде. А посебно овој завет Аллах азза ва джелле го има спомнато на друго место во Куранот, како што велит во суратул Маида, во превод: Аллах го прифати заветот на синовите Исраилови и од нив поставивме 12 старешини. Овие Бену Исраил биле поделени на 12 племиња или 12 старешини. И Аллах азза ва джелле рече: "И јас сум со вас. Ако намазот го извршувате", ове е една од заветите. Ако намазот го извршувате и зекат давате, и ако во пратениците мои верувате, и ако им помагате на пратениците, и ако доброволно заем на Аллах му давате, тоест трошите на Аллаховиот пат, овие се тие завети, а потоа доаѓа одговорот од Аллах азза ва джел: ако тие го исполнат овој завет, сигурно ќе ги прекријам и избришам вашите лоши дела и ќе ве воведам во џеннетските градини под кои реки течат. Овие или она што им беше побарано од овие народи на Бену Исраил да го исполнет заветот, истото брече се барат и од нас. Истото се барат од секој еден муслиман да го исполни заветот кон возвишениот Аллах азза ва джел. Ја ејухеллезина амену ауфу бил уқуд, овие кои верувате, исполнувајте ги обврските, заветите и исполнувајте ги договорите. И велит Аллах азза ва джел: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. Велит Аллах азза ва джел: и исполнувајте ги обврските за кои сте се обврзале со Аллаховото име, колнејчи се во Аллах азза ва джел, и не кршете ги заклетвите кога веќе цврсто сте ги дале, а Аллах за сведок сте го зеле, бидејќи Аллах го знае тоа што го правите. И на крајот од овој курански ајат, 40-тиот,
велит Аллах азза ва джел: "Ва ияя фархабун", и плашете се само од мене. Велит Ибн Аббас радијаллаху ан, што значи плашете се да не ви спуштам казни какви што спушти врз оние пред вас, вашите предци кои не верува во Аллаховите пратеници. Казни за кои добро вие ги знаете, како што беше претворање во свињи и мајмуни, едно најлошите и најголемите казни со кои Аллах азза ва джелле ги казни на евреите и други видови на казни. Во овие еден курански ајет Аллах азза ва джелле ги повикува со надеж, со поттикнување, ги поттикнува, а исто така и со страв, ги повикува со страв, и овие се многу битни две работи. Надеж и страв. Секој еден од нас, секој еден верник во неговите ибадети и во обожавањето на Аллах азза ва джел треба да спојат помеѓу надеж и страв. Истовремено да се надева на Аллаховата милост и награда и да се плашит од Аллаховата казна. Аллах азза ва джелле за своите пратеници велит: "Иннахум кану юсари'уна фил хајрати ва јад'унана рагабан ва рахаба ва кану лана хаши'ин." Тие пратениците, веровесниците, на вистина брза да чинат добри дела. И ни се молеа и со надеж и со страв. Не само со едно, туку две ги сповјале. И надеж и страв. И кон нас беа понизни. И исто така велит Аллах азза ва джелле општо за верниците. Велит: "Јад'уна раббахум хауфан ва тама'a ва мимма разакнахум юнфикун." И тие на вистина го повикуваат својот Господар. Му се молат на својот Господар со страв и надеж. И од она што им го дадовме трошат на Аллаховиот пат. Затоа вречуне што е пропишано за верникот, а воено е негова должност. Не е да бирање сакат или не, туку должност му е секогаш да спои помеѓу надеж и стравопочит на својот пат кон Аллах азза ва джел и на своето чинење ибадет кон Аллах субханаху ва таала. Што значи не сме да преовладават само една страна, не сме да преовладават само надежта. Ако преовладават само надежта ке човека, тоа ќе се земат налесно со греови. Ќе прават греови, ќе е непокорен Аллах азза ва джел и ќе се надеват на што? Аллах е милостив, ќе се надеват на Аллахова милост. Нити пак и треба да преовладават само страв ке човека. Зашто ако е така, ќе паднат во очај, ќе изгубит надеж во Аллаховата милост и ќе имат лошо мислење за возвишениот Аллах азза ва джел. Затоа вистински пат на Аллаховите пратеници и на верниците е рамнотежа. Нормално дека има некои ситуации ке верников, мојот една страна да е поголема од другава, посилна од другава. Како на пример човек кога ќе е болен, кога ќе му е тешко, кога ќе имате искушенија. Во вакви прилики треба да е посилна страната на надежта. Да се надева на Аллахова милост. Да се надева на награда за оне што го погоди од тешкоти и од болести. Значи не е проблем една страна да е појака, ама проблем е да зема само една страна, а да е фалиш другава страна. Овие ајет исто така врече доказ дека страв од Аллах азза ва джелле е ибадет. Еден од најголемите ибадети. А доказот е што возвишениот Аллах азза ва джелле му нареди да се плашат од него. А свека работа која Аллах джелешану ќе нареди во Куран или во Суннет Мухамед салаллаху алейхи ве селем, теа е што? Те е ибадет. Ова е како правило. Зашто Аллах немој да нареди нешто што не го сака. Аллах нареди оне што сака. Па Аллах азза ва джелле нареди да се плашиме од него, што значи те е ибадет. И што значи дека насачувањето овие ибадет на некого други покрај Аллах е ширк. Затоа обавеза ни е да се плашиме само од возвишениот Аллах азза ва джелле. Историјата врече на Бену Исраил е историја која е полна со случувања, исполната со разни поуки и големи лекции. И затоа возвишениот Аллах азза ва джелле рековме најпоќе ги имат спомнато во неговата книга, а и Мухамед салаллаху алейхи ве селем во неговиот суннет, кој иншаллах ќе дојде ред по ред, случка по случка,
ќе се заставиме и ќе зборвиме оне што Аллах Азza wa Jalla ни извести за ними. Го моля на возвишениот Аллах Азza wa Jalla да ни уцврси на неговата вера, го моля на возвишениот Аллах Azza wa Jalla да ни даде истрајност на неговиот пат и да не соедини во Дженнетул Фирдаус со пратениците, искрените, шехидите и со сите добри луѓе. Амин. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.